Благодарам. Во однос на репликата на председателот, сакам неколку забелешки да ги напоменам. Ке тргнам од она каде што самиот потврди дека доставил циркуларно писмо до сите председатели на судовите, истите да изготват акционен план во однос на решавање на предметите кои се пред застарување или се веќе во фаза на релативна застареност, а може би и апсолутна. Почитувам председателе, мислам, односно сум сигурен и стојам на тоа дека ова циркуларно писмо нити имало потреба да го доставите, нити требало така да постапите. Зошто? Бидејќи самите рокови на постапување на судиите и администрацијата во судовите е децидно нормирана во самите постапки, Закон за парнична постапка, за кривична постапка и така натаму, така да истите имаат обврска да постапуваат по овие рокови. Вашето циркуларно писмо, мислам дека требало да биде во насока да се превземат соодветни активности за одговорности, како што напоменавте потоа, во однос на оние кои што не ги почитувале законските рокови и нормираните рокови кои што им се зададени, секако во однос со преиспитување дали имаме субјективна одговорност или имаме објективни причини за одлагање на самите процеси. Затоа лично сметам дека со ова признавате дека имаме слабости во системот на функционирање во судовите. И овде не можеме да се иззема Републичкиот судски совет како орган од самиот систем и сите постапки, односно сите да не кажам цела вина да ја префрлиме на судовите. Вие сте тие кои што треба да ја контролирате, менаџирате, мониторирате цела состојба. Вие зборувате како треба да биде, да, во однос на одредени решенија кои што ги споменувате, сме согласни дека така треба да биде, меѓутоа не е така. Да не се изземаме од одговорност дека нешто сме направиле и тука треба да застанеме. Ова е жива материја каде што треба да се надоградуваме и да дополнуваме. Но одговорноста е на Републичкиот судски совет, бидејќи тој е врв во однос на и именување, односно избор на судиите и разрешување и мониторинг. Другата клучна забелешка каде што напоменавте во однос, пак се враќаме на да се дисциплинираат управните органи во однос. Интенцијата беше дека истите не постапуваат по задолженијата на самиот управен суд во однос на комплетирање со доказите и препраќање до странките и повратно назад до самиот управен суд. Да, и таму ќе кажам, имаме соодветни законски решенија и законски рокови и одговорности за оние кои што не постапуваат таму. Мислам и сум сигурен и стојам на тоа дека ваквите квалификации, односно прогледување низ прсти на сите вакви процедурални грешки и процедурални непостапувања доведува до застарување на одредени предмети. Затоа и овде во однос на постапување на самите органи на второстепените комисии или на првостепените органи е законски нормирано и истите треба да се почитуваат. Се додека и сите односно и до еден не ги почитуваме овие рокови, ќе се појавуваат ситуации во кои што сме доведени и се појавуваат. И уште една констатација, точно дека не можеме врз основа само на бројките од АКМИ системот во однос на прилив на предмети, решени предмети да се оценуваат судиите. Меѓутоа, ова висока оценка која што самите си ја давате за судовите и судиите, која не соодветства со перцепцијата и на меѓународните релевантни фактори и на македонската јавност и стручната фела и самите показатели го потврдувате со уште еден податок. Велите вака, во текот на 2019 година Советот постапуваше по вкупно 554 представки. Од вкупно 554 представки на седница се разгледани 502 представки, од кои 500 се неосновани, а 2 се основани. Тоа значи дека имаме, според овој податок, пак ефикасен судски систем, ефикасни постапки, брзо решавање, задоволување на правдата и владење на правото. Ако е тоа така, кажете го. Меѓутоа, пак повторувам, ниту е така
и затоа најголемите критики ги добиваме токму во овој систем. Ако е така, нема да бидеме критикувани, нема добронамерно да ни се напоменуваат критиките секоја година како треба да постапиме и како да се реформираме во овој дел, посебно во организацијата, постапувањето на самите суди и судовите, бидејќи судиите се лицето на судовите. Потенциравте дека од Меѓународниот суд, односно од судот во Страсбург, имало насока да одредени надлежности се префрлат во однос на судење во разумен рок, да, ворете. Меѓутоа, согласно членот 6 од Европската конвенција за човекови права, имаме мноштво на предмети за повреда на правата на граѓаните, каде овде се направени реформите да можеме да ги минимизираме овие пресуди, за кои што и самиот сте свесени, сите знаеме, дека државата трпи огромни и критики и финансиски импликации во однос на исплата на штетите и надоместоци на самите граѓани на кои што има повредени одредени права согласно оваа конвенција. Толку имам да кажам и уште еднош ќе кажам. Не треба да се залажуваме дека системот ни е функционален. Заеднички да пристапиме, бидејќи ова ќе биде од полза на секој еден поединец и секој еден граѓанин кој што ќе има доверба во судскиот систем, ќе има доверба и во сите други органи, односно било кој од другите државни органи да му биде повредено одредено право, ќе има правна заштита и ќе биде сигурен дека судовите ќе ја донесат правилната одлука. Со тоа ќе се зголеми довербата во целокупното работење и на администрацијата и на судството, но извршната власт да ги тргне рацете од судството. Благодарам.